Последното блаженство е най-непосъкуваното блаженство и най-тежкото, може би, зато е ставено последно. Най-тежко да го носиме. Ова блаженство ни кажува дека се блажени оние кои што се прогонети. И еве јас ќе го прочитам во целост. Вели, блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие кои ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гоня и пророците што беа пред вас. Некој за овој благослов или блаженство рекол, ова е блаженството кое што никој не го сака. Бидејќи да биде нереални, кој сака да биде прогонет? Но токму за ова се зборува во ова блаженство. И ова е најтешкиот дел од христијанското живење. Може би затоа и Исус два пати го спомнува. Блажени сте и повторно вели блажени сте. Два пати го нагласува и дури Исус не подсетува во вториот пат заради кого ги поднесуваме сите тие прогонства. Блажени сте вели кога ве прогонуваат и зборуваат лошо, секакви лоши зборови заради мене. Христос вели заради мене ви го прават тоа. Издржете. Заради мене, јас сум достоен заради мене да бидете прогонети. Достоен сум заради мене да зборуваат лажно против вас, да ве вреѓаат. Заради мене ви го прават. И блажени сте ако тоа ви го прават заради мене, вели Христос. Така да Исус не подсетува заради кого ќе ги трпиме овие работи и исто така не подсетува дека ќе бидеме наградени заради тоа што сме прогонети. Вели, голема е вашата награда на небесата. Со ова Исус исто така укажува една сурова реалност со која што ќе се соочат христијаните. Ако живееш христијански живот, биди спремен дека во одредена мерка светот ќе се сврти против тебе. И дека ќе бидеш прогонет во некаква форма на прогонство. Не секојаш мора да е тоа физичка, но светот нема да те сака. И ова е спротивно од она евангелие на просперитет за кое што зборувавме пред некое време, каде што модерни проповедници велат дека ако си христијанин, во тој случај треба да си неминовно богат, треба се да ти врви, никош не треба да видиш сиромаштија, не треба да се разболуваш, дека секи ти е на место и секи ти е удобно. Секи ти цвета и ти имаш розов тепих. Но не е така. Исус овде ни кажува дека сушност е обратното. Ако си христијанин, овој свет ќе те мрази. Затоа и Павле во 2 Тимотеева 3 глава 12 стих вели: и сите кои што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса ќе бидат гонети. Павле вели: сите кои што сакаат да го следат Христос и да живеат како Него, ќе бидат гонети. Овде Павле вели сите. Значи, ако сакаш да живееш таков автентичен христијански живот, ама не некаков млак христијански живот, каде што ќе си христијанин само за Божик и за Великден, него ако сакаш да живееш автентичен, посветен христијански живот и да ги живееш сите овие работи за кои што претходно зборувавме сите овие блаженства, да се стремиш за правдата, да бидеш миротворец, да сакаш да правиш добри работи, да си против неправдата во овој свет. Во тој случај Христос вели: биди свесен дека светот ќе се сврти против тебе. Може би звучи контрадикторно и чудно, дури несфатливо, но оние што светот ги мрази и кои што се прогонети од светот,
Замислете се луѓето кои што се опишани во блаженството. И изгледа чудно зошто светот би ги мразил тие луѓе. Но тоа се истите тие луѓе што се прогонети, кои што всушност стремат за мир. Значи, еве, кои работи беа опишани во претходните блаженства. Светот ги мрази истите тие луѓе кои што се стремат за мир, или миротворците. Луѓето кои што искажуваат милост кон другите. Луѓето кои што се стремат за правда, кои што се кротки по дух, кои тагуваат поради сторениот греф. Ако си помеѓу овие луѓе, Библијата вели ќе бидеш прогонет. Нели ова звучи чудно? Ти си велиш, чекај, јас сум за мир, а светот ме мрази. Јас сум за правда, а светот е против мене. Знаете ли зошто? Затоа што овој свет, начинот по кој што функционира и природата на овој свет не е правда. Овој свет не ја пара правдата. Овој свет не се заснова на правда, се заснова на корупција, на неправда, на неморал, се заснова на угнетување на послабиот, за да успее посилниот. Овој свет функционира на тие правила. И гледате дека во овој свет, ако сакаш да успееш, треба да го потиснеш послабиот. Ако сакаш да успееш, треба да си неправеден. Ако сакаш да успееш, треба да си корумпиран. Барем ние тоа во Македонија најдобро го знаеме. И гледаме дека во Македонија како цвета и неправдата, и корупцијата, и насилството. И во Македонија, па и насекаде во светот, кој успева? Токму тие луѓе. И кога ти не си како нив, или се спротиставуваш на таков стил на живење, светот ќе се сврти против тебе. Затоа, овде последното нешто кое што ќе го искусиме, Христос вели е да знаете дека ќе искусите и прогонство. Ова е кулминацијата во блаженството, но Исус вели, не се секирајте, тоа го прават заради мене, и го прават, и да знаете дека голема е вашата награда на небеса. Еве ќе ви кажам, прогонствата на глобално ниво, по прашање на христијаните, до каде се стигнати. Повеќе од 360 милиони христијани трпат одреден вид на прогонство на глобално ниво во светот. Во 1993 година во околу 40 земји во светот христијаните беа прогонети. Од тогаш па до сега, значи после 30 години, во 2023 година, сега христијаните се прогонети во 76 земји. Ки си кажете со текот на годините, веројатно ова бројка ќе се намали, нели стануваме цивилизирани, учиме за мир, Обединетите нации се тука, тие го надгледуваат светот, повикуваат на мир и дека ќе се намали бројот на земјите каде што христијаните се прогонети. Но не, се зголемува бројот на земјите. Од 40 денеска е на 76 земји. Еден од секој седми христијани во светот доживуваат некакво ниво на прогонство. Значи, секој седми христијани. Во Африка тоа е еден од секој пети христијани. Во Азија е секој втори од 5 христијани. Во Азија е еден на 15. Но ние ќе си кажеме, насилството и прогонството на христијаните веројатно се однесува некаде во некои други земји. Тоа е таму во Африка, тоа е во третиот свет. Но знаете ли дека насилството врз христијаните се зголемува и се поприсутна и во Европа? Иако може ли ова ви звучи неточно или неверојатно. Еве ќе ви прочитам неколку информации. Прогонот врз христијаните во Европа пораснал за 44% во 2022 во однос на 2021 година. Во Канада за последните 2 години се нападнати, се осквернети или запалени 100 црковни згради. И ова, слушайте, ова станува збор во Канада, не е некаде во некоја арапска земја, не е некаде во некој муслимански свет, него во Канада. 100 цркви се нападнати, се осквернети или уништени. Прочитав пред 2 дена дека во Германија за една година се пријавени 231 инцидент врз христијани. Значи насилство врз христијаните. 231 инцидент.
И уште повеќе загрижува молкот на медиумите по ова прашање. Вие нема да слушнете на вести ништо за ова нешто. Ни светот христијаните се најпрогонетата група, па сепак ние на вести не слушаме ништо. Не слушаме за запалени цркви во Канада, не слушаме за прогонети христијани во светот или во некои други земји. Тоа е затоа што светот не сака да зборува за прогонството врз христијаните. И ова не е во некој си муслимански свет, туку ова е во така наречените демократски земји, каде што секојдневно слушаме за демократија, за толеранција, нели за соживот. Сушност, како христијаните во овие демократски земји доживуваат прогонство? Ако се трудите да сте чесен, праведен и искрен, во многу христијански земји веројатно ќе останете без работа. Бидејќи газдата од вас бара нешто да заташкате, газдата бара да сте корумпиран, газдата бара да вршите некои нечесни дела. Ако се пазите морално чист, веројатно ќе ви исмеваат, па дури и во христијанска земја. Денес исто во многу западни земји, ако се залагате за брак помеѓу маж и жена, најверојатно ќе изгубите работата, а може да завршите и во затвор. Ова се модерните прогонства врз христијаните. Но, знаете, Исус ви кажува, радувајте се и веселете се, ако светот ве мрази. Голема е вашата награда на небесата. Еве и во Македонија се почесто имаме организации кои што кога вие се залагате за морал, кога вие зборувате за брак помеѓу маж и жена, тие ве напаѓаат и зборуваат најпогребни зборови, па дури најчесто можете да добиете некаква преставка или тужба за насуд. Сега, еден од поборниците за морал, за брак, кој што е морален помеѓу маж и жена, и против овие, да кажеме, нови идеологии кои што се за трансродовост, е отец Јаков Стобиски, кој што е православен свештеник и кој што служи и живее во Струмица. Исто така против него има многу напади, дури му испратија преставка и е најава за тужба за насуд, затоа што тој се залага за морал и зборува за христијанските вредности. Но во неговото божитно обраќање, слушнете што тој кажа, кој што е токму во контекстот на денешната проповед. Јас го запишав неговиот цитат и ќе ви го прочитам. Вели што се однесува до етикетите и навредите што ги добивам, кога ќе размислам од кој би се доделени, дека доаѓаат од токму тие LGBT организации, вели ги носам со огромна радост и не се грижам. Би се загрижил кога овие организации би почнале да ме фалат. Но се додека тие ми лепат етикети, добро е, значи сум на вистинскиот пат. Ова е една работа која што треба да имате во предвид кога сте прогонети како христијани. Треба да видите од кого доаѓа прогонството. Ако прогонството доаѓа од оние кои што се Божите непријатели, ако прогонството доаѓа од оние што се неправедници, од оние што се криминалци, од оние што промовираат неморал, тогаш радувајте се. Исто како Јаков Стобиски, тоа значи дека сте на вистинскиот пат. Ако трпиме прогонство, најчесто тоа е доказ дека сме се уште на Христовиот пат. Лошо е кога светот ќе почне да не фали. Лошо е кога светот ќе престане да не прогонува, тогаш значи дека нешто не е во ред со нашето христијанство. Може би сме станале премногу блиски со светот или сме се прилагодиле на светот. Но ако живеете побожно во Христос и го проповедате Христос, немојте да се изненадите да доживеете некакво вид прогонство. Не е толку далечно минатото кога Југославија беше под време на комунизмот. И мојот пастор и неговата сопруга Будимир Јастере, кој што сега веќе се при Бога почина и бајцата, тие ја основаа црквата во Штип, каде што јас поверував. Тие живееа во времето на комунизмот и тие го проповедаа Христос во времето на комунизмот. Некои од вас ги знаат, ова е слика од Будимир Јастерија. Знаете ли што ним им се случило затоа што го проповедале Христос? Овој човек, бидејќи во време на комунизмот бил пастор,
на евангелска црква и го проповедал Христос, завршил во затвор. Тој бил сместен во затвор и тој сведочеше на нас и ни кажуваше дека морал да го издржи своето време во затвор заради тоа што проповедал за Христос. Нивниот имот бил запленет и бил одземен, неговата сопруга се нашла на улица, бидејќи немала веќе каде да живее, и нивните деца им биле одземени од државата. Спремни ли сте да го доживеете тоа за Христос? Но Исус вели, блажени сте ако сте помеѓу нив. И пастор Будимир ни разкажуваше нас, тој вели, иако бев во затвор, вели, Господ таму ми даваше чуден мир. Навечер, вели, сите луѓе што беа во келијата со мене, јас ги слушав само како воздивлуваат, како лелекат, како плачат. Вели, тие беа полни со бремиња и не можеа дури да спијат. Навечер само слушаш како прават и сите, вели, воздигнуваа или лелека. А вели, јас бев единствениот кој што мирно спиев. Само што ги затворив очите, можев да си заспиам. Имав чуден мир, Бог ми даваше мир дури и во затвор, бидејќи знаев дека Бог е со мене. Неговата сопруга, затоа што била изфрлена на улица и морала среде зима да биде на улица, никој не ја прибирал, таа добила туберкулоза. Се разболела туберкулоза, болест која што дури нели за неја немало лек, но Господ подоцна ја исцелил. Бог направил едно чудо затоа што била верна и донел и дал исцеление. Незините деца подоцна се вратени откако комунизмот паднал, но сето ова тие требало да го издржат заради Христос. И ова се дел од прогонствата кои што понекогаш христијаните ги доживуваат и за кои што Исус вели, блажени сте ако ве прогонуваат заради мене. Блажени сте ако минувате низ такви работи. Јас ќе ви кажам дека денеска и денес во Македонија знам за христијани кои што доживуваат одреден вид на прогонство. Знам барем неколку жени во Македонија кои што заради тоа што одат на црква дома трпат насилство. Нивните сопрузи ги тепаат или пак им бранат да одат на црква. Знам за еден христијанин, верник кој што мораше да ја напушти работата затоа што неговиот газда го тераше да врши криминал во продавница, да прави работи што се нечестни и на крајот тој мораше да остане без работа. Знам христијани кои што се на суд затоа што го бранеле христијанскиот морал и вредности. Знам за христијани кои што исто така доживувале уште поголем вид на насилство. Црквата, например, во Чифлик, кој што е близу Кочани, беше запалена, не знаеме до ден денеска од кого, затоа што таму решивме да отвориме црква и да го проповедаме Евангелието. Знам за верници, па дури еден пастор кој што во едно село во Беровско, кога одеа да делат христијанска литература и да сведочат за Христос, беа нападнати и беа тепани. Во 2022 година беа палени Библии за млади исто така. Ова се дел од прогонствата кои што дури и денеска на оваа територија ги искусуваме. Но Исус Христос и за сите нас, и за сите тие луѓе кои што искусиле такви прогонства, ги кажува следните зборови. Блажени сте вие кога ќе ве срамат и кога ќе ве прогонуваат или кога лажно ќе зборат секакви лоши зборови заради мене. Исус вели, ако сте помеѓу таа група на луѓе, радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. И ова е кулминацијата на блаженството. Гледате, од блаженство, каде што вели блажени се бедните по дух, кои што се кајат заради нивниот сторен грев, кои што препознале дека се бедни, Христос вели ќе дојдете до ситуација каде што вас ќе ве прогонуваат, затоа што сте одлучили да бидете честни и чисти по срце, против вас ќе се свртат, но Христос вели блажени сте ако вие сте во таа категорија. И овде да заклучиме, Исус не кажува дека треба да посакуваме да бидеме прогонети или да бидеме тепани, него Исус само ни кажува дека тоа ни е доказ дека сме на прав пат. Ако нас не прогонуваат и не тепаат или зборуваат против нас заради тоа што сме верни на Христос,
тогаш не треба да очуваме. Треба да се дури да се радуваме. Се сеќавате апостолите еднаш кога ги натепа, тие се радуваа затоа што ги тепаа заради Христос. Сега за крај само да ви поставам едно реторично прашање. Можеш ли да се радуваш ако сите овие неправди, па дури и прогонства, па дури и ќотек или затвор, па дури и ако треба да го дадеш својот живот, можеш ли да се радуваш поради тоа ако знаеш дека е за Христос? Ние знаеме често пати да се жалиме, да кажеме, зошто Господе ова на мене, зошто морам да го трпам? Но Христос вели, радувајте се ако сте во тие луѓе. Радувајте се ако на вас ви прават неправда. Радувајте се, веќе Божиот дух е врз вас. Радувајте се, веќе голема е вашата награда на небесата. Христос не повикува и во такви ситуации да се радуваме. Тоа е врвот на блаженството, тоа е кулминацијата на нашата верност кон Христос. Не само да сме спремни заради Него да трпиме, да видиме прогоните, него да се радуваме кога ќе се случи тоа нешто. Господ нека ни помогне во сите овие блаженства, за кои што зборувавме, ова е последното, да можеме да се препознаеме и да можеме да ние бидеме дел од оваа категорија на блажени луѓе. Иако можеби не се посакувани ситуациите кои што се опишани, Библијата вели блажени сте кога ќе се најдете во тие ситуации. Па Бог да ни помогне кога ќе се најдеме во тие ситуации да не очајуваме, туку да ја запазиме радоста и да знаеме за кого сето тоа го поминуваме. Амин.